Вилхем Хаус, Носко. Во еден познат град на мојата мила татковина Германија, пред многу години си живееше честно еден чевлар со жена си. Преку ден седеше на аголот од улицата и крпеше чевли и влечки, а со задоволство правеше и нови доколку некој му довереше такво нешто. Но тој мораше да купи прво кожа, зашто беше сиромав и немаше материјал. Жена му продаваше овоши и зеленчук што сама го произведуваше во една градинка надвор од градот. А многумина си купуваа кај неа, бидејќи беше многу чиста и знаеше мошне вкусно да ги нареди своите производи. Чевларот и градинаркава си имаа едно убаво момченце. Пријатно по изглед, добро развиено и веќе прилично високо за своите 12 години. Момчето обично си седеше кај мајка си на пазарот и на жените или готвачите кои купуваа кај чавларевата жена им ја носеше стоката дома. Од таквото одење ретко се случуваше да се врати без некое цвеќе, некоја паричка или колаче, бидејќи господарите на овие готвачи беа благосклони кон убавото момче и редовно го даруваа. Еден ден, жената на чевларот седеше како и обично на пазар. Имаше пред себе наредено неколку кошници со зелки и друг зеленчук, семиња и со првите круши, јаболка и кајси. Малиот Вилм, така се викаше момчето, седеше до неа и со убав глас ја нудеше стоката. Ваму, господа, погледајте ги овие убави зелки, колку пријатно мирисаат. Први круши за вас, господи, јаболка и кајси, само повелете, мајка ми продава ефтино. Викаше така момчето. Тогаш, преку пазариштето, евети една стара жена сета парталава испокината. Имаше мало и шилесто лице, од годините сето избрчкано, црвени очи и оштер свиен нос, што и се спушташе на кај брадата. Се подпираше на еден долг стап, а сепак човек не можеше да рече како оди, зашто кривеше. Се лизгаше и тетеравеше, како колца да има на нозете и затоа се чинеше дека секој миг ќе се препрчали и со шилестиот нос ке тресне на тротоарот. Жената на чевларот внимателно ја загледуваше оваа старица. Има полни 16 години како седи секој ден на пазарот, а никогаш досека не ја забележала необичнава старица. И не сакајќи се исплаши кога старицата дојде до неа и се запре пред кошниците. Вие ли сте градинарката Хана? Ја запраша и гласот ти беше непријатен, писклив, додека главата без прекиња тресеше ваму таму. Да, јас сум, одговори жената на чевларот. Ви треба ли нешто? Да видам. Зелено сакам да го видам, него да го видам, ки има ли од тоа што ми треба? Рече старицата. Се наведна над кошниците и ги турна црните грди раце во кошницата. Со своите, како напајак пипала, суви долги прсти, го зграбчи зеленчукот што беше толку убаво наместен, па фати едно по друго да го принесува до својот долг нос и да го мириса од секоја страна. На чевларовата жена речиси ке и пукнеше срцето гледајќи како старицата буричка по незиното ретко зелје. Не смееше ништо да каже, зашто муштеријата има право да ја погледа стоката, а освен тоа се чувствуваше чудно пред оваа жена. Старицата, откако ја прегледа целата кошница, прозбори. Лоша стока, лош зеленчук, ништо од она што јас го сакам. Беше многу подобро пред 50 години. Лоша стока. Овие зборови го налутија малиот Вилм. Слушај ти, викна тој налутено. Прво ги пикаш твоите грозни прсти во убавиот зеленчук и го кршиш, потоа го принесуваш до твојот долг нос, така што никој веќе да не го купи, а сега уште ни ја напаѓаш стоката. Ама знаеш ли ти дека кај нас купува дури и готвачот на војводата? Старата жена го погледна подоко смелото момче, се насмевна непријатно и со зарипнат глас рече. Синко, ти се бендиса, значи мојов нос, мојов убав долг нос. Нека ти биде, ќе го имаш среде лицето, па се до подбрадата. Така зборуваше и отклинка до другата кошница во која се наоѓаа зелките.
Ги земаше најубавите зелки со раците, ги стискаше та тие крцкаа. Ги фрлаше на куп во кошницата и без прекин повторуваше. Лоша стока, лоши зелки. Не нише така грдо со главата, извика малиот изуплашено. Вратот ти е тено како од зелка, па може лесно да ти се искине и главата да ти падне во кошницата. Кој би купил тогаш нешто од нас? Не ги сакаш тенките вратови, мрамореше старата смејки се. Нема да имаш никаков. Главата да ти биде вовлечена во рамињата за да не ти падне од малата снага. Не му плямпај што е да е на детево, извика жената од чевларот, јадосана од долгото испитување, прегледување и мирисање. Ако сакаш нешто да купиш, побрза, инаку другите муштерии ќе ме ги одбиеш. Добро, нека биде така како што велиш, рече старата, стрелајки бесно со очите. Јас ке ти ги купам овие зелки. Туку јас не можам ништо да носам. Дозволи му на син ти да ми ги однесе до дома, а јас ке го наградам за тоа. Момчето не сакаше да појде со неа и плачеше, бидејќи стравуваше од грдата жена. Но мајка му сериозно му нареди, оти сметаше дека е грев стара жена да носи толку стока. Речи си расплачен, малиот стори онака како што мајка му рече. Ги собра зелките в кошница и преку пазариштето појде по старицата. Старата не одеше брзо. И беше потребен, рече си, цел час да дојде до ден оддалечен дел од градот и конечно запра пред една мала трошна куќа. Тука извлече од джебот некаков стар регесон клуч, го вовлече во малата дупка на вратата и со тресок таа се отвори наеднаш. Но, колку малиот Вилм се изненади кога влезе. Куќата беше прекрасно искитена внатре. Таваните и ѕидовите беа од мермер. Мебелот од најубаво дрво украсено со злато и изработени бесценити камења. На подот беше од стакло и толку мазен што момчето неколку пати се лизна и падна. Старата извлече од джебот еден кавал и засвери на него една песна што екна низ куќата. Вмиг по скалите се стрчаа неколку морски прасиња. Беше многу чудно што одеа на две нозе, па што наместо чевли на шепите има ореови љушпи, што беа облечени во човекова облека и што на главите им беа шапки по најнова мода. Каде ми се влечките, непрокопсани гадови, им викна старата и замавна со стапот по нив, и тие квичејки срипаа нагоре. До кога ли јас ке стојам вака? Тие бргу се искачија по скалите и уште побргу се вратија носејќи едно рало лушпи од кокосов орев, поставени со кожа и вешто ги ставија на нозете на старата. И веднаш го снема незиното кривење и лизгање. Таа го фрли стапот и зачекори со голема брзина по стаклениот пот, влечејќи го малиот Вилм за рака. Најпосле запра во една соба, исполнета со разни садови и личеше на некаква кујна, макар што масите беа од махагони, а канабињата послани со богати прекривки. Повеќе ќе одговараа за некаква свечена просторија. Седни, му рече старата многу љубезно и го постави на едно канабе во аголот и пред него намести маса, така да не можеше да излезе. Седни, носеше тежок товар, човечките глави не се толку лесни. Не се толку лесни. Ама, господјо, што зборувате толку чудно, викна малиот. Навистина сум заморен, но носев зелки. Ти ништо не си знаел, се насмеја жената. Го крена капакот од кошницата и извади, фаќајќи ја за перче, една човечка глава. Малиот се изгуби од страв. Не можеше да свати како ли си има случено сето ова, но веднаш помисли на мајка си. Ако некој дознае за овие човечки глави, си мислеше во себе си, мајка ми сигурно ќе биде обвинета за тоа. Морам да ти дадам нешто како награда што си толку добар, мрамореше старата. Почекај си малку да ти сготвам чорбича, па цел живот да мислиш на неа. Така рече и дувна во кавалот. Тогаш дојдеа прво многу морски прасиња облечени како луѓе. Беа препашани со готвечки скутници, а на појасот носеа голема лажица и ножови. Но по нив
подскокнувајќи влегоа едно чудо верверички. Тие беа во широки шалвери, одеа исправено, а на главите носеа шапки од зелено кадифе. Се чини дека беа помошници на готвачице, зашто многу бргу се изнакачија под зидовите, донесоа тави и тенџериња, јајце и масло, многу зеленчук и брашно и сето тоа го ставија на огништето. Старицата пак без прекин се возеше на своите влечки од кокосова лушпа, па момчето виде дека таа навистина се труди да му сготви нешто многу добро. Штом огинот посилно забаботи, пареа во тиганот се креваше и црцореше, а пријатна миризба низ собата се ширеше. Старата само таму ваму, верверичките и морските прасиња по неа и секогаш кој ќе поминеше покрај огништето, ќе дзирнеше во грнето. Најпосле тоа зовре, пареа виваше од него, а пената прекипе во огинот. Го извади тогаш таа грнето, содржината ја истори во едно сребрено чанче и го стави пред малиот Вилм. Така, синко, така, зборуваше така. Ти само јади си од чорбичкава, па ќе имаш се што толку ти се бендиса на мене. Треба вешт готваш да станеш, барем нешто да бидеш, но тревката не. Тревката никогаш нема да ја најдеш, зашто мајка ми ја немаше во кошницата. Момчето не ја разбра добро што зборуваше таа, но си ја сркаше чорбата, зашто многу вкусна му беше. И мајка му приготвуваше многу вкусни јадења, но ниедно не му било толку вкусно. Миризба се ширеше од чорбата од софини тревки и миродии. При тоа сладка и киселкава беше. Додека ги сркаше последните капки од таа прекрасна течност, морските прасиња запалија арапски темјан, што во синкави облачиња се носеше по собата. А облачињата стануваа се погусти и погусти и пополека почнаа да се спуштаат, а миризбата од темјанот го опиваше и успиваше момчето. Се обидуваше малиот кога ќе се сепнеше да си нареди дека мора да се врати кај мајка си, но веднаш ќе го фатеше дремка и конечно тој навистина заспа на канавето. Чудни соништа го налегнаа. Му се чинеше дека старата му ги соблекува лиштата и дека му навлекува крзно од верверичка. Сега можеше да се искачува и да скока како верверичка, се дружеше со другите верверички и со морските прасиња, а тие беа многу честни и учтиви луѓе и беше сонив во служба кај старицата. Прво беше обичен чистач на чевли, па мораше кокосовите ореви што старицата ги носеше место влечки, да ги мачка со масло и да ги трие да блескаат. Бидејќи во куќата од татко си често работеше вакви нешта, тоа му одеше од рака. Дури една година подоцна, сонуваше тој понатаму, го употребија за пофина работа. Мораше со уште неколку верверички да фаќа сончев прав и откако доста ќе насобереа, ќе го сеја низ сито. Старицата сметаше оти сончевиот прав е најфино нешто, а бидејќи не можеше добро да гризе, бидејќи веќе немаше заби и месеа леп од тој прав. Пак по една година беше префрлен кај слугите кои собираа вода за старата. Не треба да се мисли дека старата дозволила да се искупа бунар во дворот или пак да се тури буре за дошницата. Сето тоа се правеше многу поубаво. Верверичките, а со нив и Вилм, мораа со лушпи од лешници да ја собираат водата од розите и таа вода ја пиеше старицата. Со оглед на тоа што старата пиеше многу, водарите имаа многу работа. А кога мина уште една година, тој беше определен за натрешната служба во куќата. Должноста сега му беше да го чисти подот. А бидејќи подовите беа од стакло, па и секој здив оставаше трага, работата не беше лесна. Го фрчасуваше подот, на нозете врзуваше партали и со нив вешто се лизгаше по собата. Четвртата година беше преместен во кујната. Тоа беше почесна служба до која се доаѓаше дури по долги испити. Вилм таму напредуваше до готвачки помошник, се до првиот мајстор за правење паштети. Беше станал тајков мајстор за се што се однесуваше во кујната, што самиот се чудеше. Најтешките работи, паштети од 200 разни есенции, чорби составени од сите тревки на светот, сето тоа умееше брзо и одлично да го сготви. Така поминаа речиси 7 години на служба кај старицата.
Еден ден, старицата, свлекувајќи ги кокосовите влечки, земајќи си ја кошницата и стапот за да излезе, му дареди да искубе едно пиле, да го направи со тревки и кога таа ќе се вратела да го испечел толку убаво што целото да се златее и руменее. Тој го стори тоа по сите правила за готвење. На пилето му го свитка вратчето, го ошури, вешто го искуба, му ја подгори кожата потоа, па таа стана мазна и фина и му го извади дробот. Тогаш почна да собира тревки со кои направи миродија за пилето. Во собата во која се наоѓаат тревките, овој пат забележа зидно долопче со подотворено вратниче. Порано го немаше видено. Пристапи поблиску до него, љубопитен да види што има внатре и да видиш, тука беа многу кошнички од кои се ширеше силна и пријатна миризба. Отвори едно од кошничките и најде внатре тревка со необична форма и боја. Вејката и лисието беа сино-зелени и на врвот имаа мал јасно црвен цвет со жолт рап. Замислено го изнагледа цветот, го помириса и го сети истиот оној здив и силната миризба од чорбата што пред толку време старицата му ја беше сготвила. Но миризбата беше толку силна што тој почна да кива и киваше се посилно, па најпосле од кивањето и се разбуди. Лежеше на кнабето во куќата на старицата и зачудено гледаше околу себе. Како ли можев толку прекрасно да се сонувам, си рече во себе. Би се заколнал дека бев станал верверичка, другар на морските прасиња и покрај тоа голем готвач. Како ли ќе се смее мајка ми сега кога сето ова ќе го раскажам? Само да не се лути што сум заспал во туѓа куќа, наместо да ја помогнам во работата. Со тие мисли стана да си оди. Рацете и нозете се уште ми беа здрвени од спањето, а особено вратот, бидејќи главата не можеше да ја мрдне ни лево, ни десно. Мораше сам да се смее што така е зашеметен, па без да сака секој миг ќе се удреше во некој долап или ѕид, доколку нагло се свртеше. Верверичките и морските прасиња трчаа квичејќи околу него како да сакаа да го придружуваат, а тој навистина ги викна кога беше на прагот, бидејќи тие беа добри животинки. Но тие брзо избега и тој можеше само оддалеку да им го чуе квичењето. Тој дел од градот беше многу зафрлен, подвај се снајде по тесните улици по кои беше го довела старицата. А некаде наблизу му се чинеше дека се појавило некакво џудже, од сите страни викаа: "Гледајте грдото џудже, од каде џуде она му, ама има долго носиште, а главата како да му се спикала во рамењата, раците му се црни и грди." Друг пат и тој самиот би стрчал по џуџето, бидејќи многу сакаше да гледа дивови и џуџиња, но сега брзаше да стигне дома што побрагу. Го фати страв кога дојде до пазариштето. Мајка му се уште беше тука и во кошниците имаше уште зеленчук за продавање. Значи дека долго не спиел. Оддалеку му се стори дека мајка му е многу натажена, па не ги канеше минувачите да купуваат. Главата си ја подпрела на рацете, а кога понаближи до неа му се стори дека е побледа од обично. Не знаеше што да стори. Конечно се реши, дојде од околу зад неа, ја положи својата рака на незината и рече: "Мајко, што ти е? Да не си лута на мене?" Жената се врте кон него, но веднаш се тргна и вџашено му викна: "Што сакаш од мене, грдо џуџе? Бегај, бегај, не поднесувам такви шеги." "Ама мајко, што ти стана?" запраша Вилм исплашено. "Тебе сигурно не ти е добро, зашто својот син го тераш од себе?" "Ти реков да си одиш по патот," одговори господја Хана налутено. "Од мене нема да измамиш пари со такви комендарии. Грде ни едно." "Навистина умот ти се зел," си рече со жал момчето во себе. "Што да сторам за да ја одведам дома? Драга мајчице, биди разбрана, погледни ме добро. Јас сум твојот син, твојот Вилм." Сега ми е доста од оваа дрска шега," и викна Хана на својата соседка. "Погледни го само грдото џудже, стои овде и ќе ми ги растеа муштериите и се осмелува дури да се подбива со мојата несреќа. Ми зборува уште: "Јас сум ти син, твојот Вилм, никаквец ни еден."
Тогаш се накренаа соседките и почнаа да караат колку полошо можат, а градинарките, сигурно го знаете тоа, се разбираат во такво нешто. Го искараа што се подбива со несреќата на кутрата Хана, на која пред 7 години и го украдоа синот, убавото момченце, и затоа го застрашија дека сите заедно ќе го испотепаат ако веднаш не си замине. Кутрото момче не знаеше што да мисли за сето ова. Веруваше дека изутрина рано, како и обично, отишло со мајка си на пазар и помогнал во распоредувањето на зеленчукот, потоа отишол со старицата да ја помогне, исрекал една чорбичка, малку се наспал и сега еве го пак си дошол, а мајка му сепак зборува за 7 години, како и соседките, и уште го викаат грдо џуџе. Што ли се има случено со него? Кога види дека мајко му не сака ни да чуе за него, солзи му се појавија во очите и тој со тага тргна по улицата кон дуќанчето, каде што татко му преку ден крпеше чевли. Сакам да видам, си мислеше во себе, дали тој ќе ме познае. Ке заставнам на вратата и ќе разговарам со него. Стигнувајќи до дуќанчето, тој запра пред вратата и погледа внатре. Мајсторот, многу зафатен со работа, дури него ни забележа. Но кога фрли случаен поглед кон вратата, го испушти чевелот и алатот и вџашено извика. Па ги волите, што ли е ова? Што е ова? Добро вечер, мајсторе, рече малиот влегувајќи внатре. Како сте? Лошо, мал господине, лошо, одговори татко му на големо чудење на Вилм, бидејќи ни тој не го позна. Работата не ми оди добро. Јас сум сам, старијам, а не можам помошник да платам. Зарем немате син кој би ви помагал во работата? Прашуваше малиот. Имав еден. Се викаше Вилм. Ке беше тој сега големо и убаво момче на 20 годишна возраст и ке ми помагаше. Тоа ке беше живот. Кога имаше 12 години покажуваше голема способност и вештина и се разбираше во занаетов. Беше убав и мил. Ке ми доаѓаа муштерии, а јас понатаму немаше да крпам, туку стоката ќе ја доставував. Но, ете, таков е животов. А каде е вашиот син? Запраша Вилм со треперлив глас. Господ ке знае, рече татко му. Има 7 години, точно толку ќе има од тогаш ни го откраднаа од пазарот. Пред 7 години, викна изуплашено Вилм. Да, мал господине, 7 години. Ми се чини како да беше денес. Мојата жена дојде дома плачејќи и викаше дека детето не се вратило цел ден. Прашуваше и го бараше насекаде, но не го најде. Јас постојано си мислев дека такво нешто ќе се случи. Вилм беше убаво дете, мора да се каже. И жена ми се гордееше со него и кога луѓето го фалеа се радуваше, па затоа често го испраќаше да носи зеленчук во господските куќи. Таму пак секогаш убаво го наградуваа. Јас изборував да внимава. Градов е голем, има многу лоши луѓе и говорев да го варди Вилм. И ете се случи како што јас зборував. Но еден ден дошла на пазарот некоја грда старица. Почнала да се пазари за овошето и зеленчукот и конечно толку многу стока купила што самата не можела да ја однесе. Жена ми има добра душа, па го испратила момчето со неа и од тој ден никогаш повеќе не сме го виделе. А 7 години минале од тогаш. Пролетва ќе бидат 7 години. Го баравме преку телал, прашувавме од куќа до куќа, но гумина го знаеја момчето и го засакаа. Го бараа со нас, но се залудно. Жената која го купила за зеленчукот, никој не ја знае. Една стара жена на 90 години рече дека тоа веројатно била лошата самовила Белотревка, која на секои 50 години доаѓала в град да си купи стока и се што и треба. Татко му на Вилм зборуваше и го правеше чевелот, извлекувајќи го високо конецот. Меѓутоа, на момчето малку по малку му стануваше јасно за тоа што се случило со него. Заклучи дека тој не сонувал, туку дека вистина се случило. Служил 7 години како верверичка кај лошата самовила. Срцето му се исполни со бес, па малку требаше да пукне. Лошата баба му откраднала 7 години од младоста, а ништо не доби како надомест. Само научи да ги чисти влечките од кокос и да ги трие стаклените подови во куќата.
Уште од морските прасиња научи да ги знае сите тајни во готвењето. Стоеше тој така и размислуваше за својата судбина кога татко му запраша. Може би сакате да купите нешто од мојава стока? Едно рало нови влечки или, продолжи со насмевка, футрола за вашиот нос? Што има со мојот нос? Се налути Вилм. Што ќе ми е футролата? Па, рече Чевларот, секој си има вкус. Јас да имав така страшен нос, право да ви кажам, ќе му ставе футрола од црвеникава кожа. Еве, токму имам убаво парче овде, јасно ќе биде потребен барем еден аршин. Убаво ќе ви стои, млад господине. Вака, верувам, се удирате на секоја врата, на секој предмет. Момчето стоеше занемено од страв. Го фати носот, а тој беше дебел и 2 раце долг. Старицата, еве знае, го изменила неговиот изглед. Ете зошто мајка му не можеше да го познае, па затоа и му викаа грдоџуџе. Мајсторе, рече малиот со плачлив глас, дали имате огледало за да се видам? Господине, сериозно рече татко му, изгледот не ви е таков за да се гордеете и не би ви препорачал да се гледате. Од тоа треба да се одвикнете. Сепак дозволете ми да се погледам, викна малиот, зашто верувајте ми мора да знам. Немам огледало и оставете ме. Огледалце има жена ми, но јас не знам каде е. Доколку толку многу сакате да се видите, таму карше живее берберот Урбан, кој има огледало 2 пати поголемо од вашата глава. Таму ќе се видите и збогум. Зборувајќи му така, Чевларот пополека го истурка момчето од дуќанот, ја затвори вратата и продолжи да работи. Малиот, сосема натажен, замина кај берберот Урбан, што од порано го знаеше. Добро утро, Урбан, му рече. Доаѓам за една услуга. Би сакал да се видам во огледалото. Само повелете, него, рече берберот, смеејќи се. Се смеја и неговите муштерии. Вие сте убав, вратов ви е како на лебед, рацете како на крал, а и носот поубав нема. Навистина изгледа дека сте суетен, но да не кажете дека од завис не сум ви дозволил да се погледнете, еве ви го. Силна смеја ја исполни берберницата, додека берберот зборуваше. Малиот тогаш се најде пред огледалото и имаше што да види. Солзи му навреа на очите. Затоа, мајко моја, не можеше да го познаеш својот син, си мислеше во себе. Не беше таков во оние срекни денови кога ти пред луѓето се гордееше со него. Очите му беа мали како на свиња, носот долг преку устата и брадата. Врат како да немаше, бидејќи главата му беше всадена во рамињата и само со најголеми болки можеше да ја мрдне лево или десно. Телото му остана мало како од пред 7 години, но додека другите од 12 годишна возраст растат во височина, тој доби само во широчина. Грбот и градите му беа испакнати, па личеше на мала наполнета вреќа. Сиот тој труп беше наместан на мали и слаби нозе, недоволно силни за да носат толкав товар. А пак раците му беа големи и му висеа покрај телото. Прстите му беа долги и дури без наведнување можеше да допре до земјата. Ете, така изгледаше малиот Вилм. Се претворил во грдоџуџе. Се сети за она утро кога старата жена дојде да пазарува и кога тој викаше за носот, прстите и се друго, со сето тоа таа го дарувала. Му недосасуваше само долгиот врат што се тресеше. Дали се виде принцу, рече берберот, гледајќи го и смеејќи се. Дури човек и да сака да замисли вакво нешто, ни на сон не би му се појавило. Сепак да ви предложам нешто, човече, имам доста муштерии, но во последно време не можам баш да се пофалам. Мојот сосед берберот Шаум нашол некаде некаков џин, па тој му доведува муштерии. Но сепак да бидеш џин не е големо чудо. Но вакво џуџе, тоа е ретко. Ако работите кај мене, ќе си имаше стан, храна и облека. Ќе треба секој утро да стоите пред вратата и да ги повикувате луѓето да влезат внатре. Ќе правите сапуница и верувајте, на двајцата ќе ни биде добро. Јас ќе имам повеќе муштерија од оној со џинот, а и секој муштерија ќе ви дава бакшиш.
Малиот се згрози од предлогот за да биде мамка за муштерии, меѓутоа мораше трпеливо да ја поднесе навредата и затоа мирно рече дека нема време за такви работи и си замина. Злобната старица можеше само неговиот изглед да го измени, но тој чувствуваше дека не мисли онака како пред 7 години. Веруваше од тие поумен. Секако жалеше за својата судбина, не затоа што станал грд, туку што како куче татко му го избрака. Затоа реши пак да појде кај мајка си. На пазариштето ја најде и бараше од неа мирно да го сослуша. Зборуваше за денот кога замина со старата жена, за сите детали од детството, па и раскажа дека 7 години бил верверличка кај старицата и дека оваа го преправила вака од ја навредувал. Жената не знаеше што да мисли. Се беше точно и таа веруваше, но кога и кажа за верверичката, мајка му одговори: "Тоа не е можно, само вили нема." Погледнувајќи го, чувствуваше одвратност кон грдото џуџе и не можеше да верува оти тој е син. Конечно заклучи дека најдобро ќе биде да оди кај мажот и со него да разговара. Ги собра кошниците и му рече да ја следи. Стигнаа до дуќанот. "Слушај," му рече на сопругот, "овој човек вели дека е нашиот изгубен син Вилм. Се ми раскажа за настанот пред 7 години и дека некоја самовила го магепсала." "Така значи," викна налутено чевлорот, "така ти раскажал. Пред 1 час јас ето тоа му го кажав, па ти дошол да се шегува со тебе. Те магепсале, синко? Да видиш јас да те одмагепсам," рече чевлорот и грабна неколку колани, што ги исекол, скокна до малиот и почна да го тепа, а Вилм врисна од болки и плачејќи избега. Малкумина милосредни души во градот имаше, па на сиромашкото џуџе немаше кој да му помогне. Дента ни касна ни пивна. Вечерта постела му беа студените и тврди камења на скалите кај црквата. Кога утредента сончевите зраци го разбудија, почна да размислува како ќе живее без мајка и татко, а беше мошне горд за да му мами и муштери на берберот, па не сакаше ни шут да биде за пари. Но се сети, та нели како верверичка научи да готви, па реши своето знаење да го искористи. Може да се надпреварува со секој готвач. Улиците живнаа, денот осамна и тој почна да бара работа. Војводата, господар на земјата, беше познат како лапач и високо ја ценеше богатата трпеза. И затоа прибираше готвачи од целата земја. Малиот појде кај него. Пред дворецот стражарите го прашаа што сака и почнаа да се подбиваат со него. Но тој побара да зборува со шефот на кујната. Стражарите се насмеја и низ многу порти и дворови го поведоа. Насекаде при поминувањето, слугите го гледаа и се смеја, му се придружуваа и малку по малку се создаде мешаница. Собарите, куририте и коњушарите се стискаа, брзаа, сите врескаа како непријателот пред портите да стасал. Викаа: "Џуџе, џуџе, го видовте ли џуџето?" Со намуртено лице тогаш се појави управителот на дворецот. "Луѓе, што кревате врева, зарем не знаете дека господинот се уште спие?" "Господине," одговара овие во глас, "зарем не гледате? Ви водиме џуџе такво какво што немате видено." Управителот, штом го забележа, со мака се воздржа да не се насмее. Ги растера луѓето, го воведе малиот внатре и го праша што сака. Кога слушна дека Вилм го бара шефот на кујната, му рече: "Ме мамиш, синко, нели? Ти сакаш да дојдеш кај мене да му бидеш џуџе на војводата?" "Не," одговори џуџето. "Јас сум способен готвач и ги знам сите тајни на ретките јадења. Одведете ме кај шефот на кујната. Можеби ќе му помогнам." "Како сакаш, сепак не си умен, како џуџе не би работел ништа, а би имал јадење и облека како никој. Туку да видиме, не верувам дека пробачот на јадењата на господарот ќе ги прими твоите вештини. За чирак пак премногу си добар." По овие зборови, управителот на дворецот го одведе џуџето кај шефот на кујната. "Милостив господине," му се обрна џуџето на готвачот, "потребен ли ви е вешт готвач?" Главниот готвач го погледна од главата до петиците и кикотејќи се извика: "Што? Зарем ти готвач? Сметаш ли дека нашите печки се толку ниски, па да можеш да дзиркаш во садовите? О, драго малечко, оној што те испратил кај мене се пошегувал со тебе." Главниот готвач, управителот на дворецот и сите слуги што беа присутни му се смееа на малото џуџе.
Ѓуѓето не се збуни па рече: за куќа што има се, нема многу да чине ако ми дадете едно или две јајца, малку сируп и вино, брашно и миродии. Дајте да ви направам колачи. Обезбедете се што е потребно за нив. Пред вас се ќе сготвам, па ќе признаете дека сум мајстор за готвење. Зборуваше ѓуѓето и смешно гледаше со очите. Носот му се клатеше ваму таму, а со тенките долги прски постојано мрдеше. Нека биде така, рече главниот готвач и го фати под рака управителот на дворецот. Ке се пошегуваме, да одиме во кујната. Минувајќи низ повеќе простории, дојдоа во кујната. Големата зграда беше убаво уредена. Огин гореше на 20 на места, а среде кујната течеше бистра вода која служеше и како рибник. Водолапите од мербер и скапоцено дрво се наоѓаа мирудии, па секогаш беа при рака. Од обете страни имаше 10 сали со резерви на најразлични артикли што човек може да ги посака само. Готвачите работеа трчајќи околу котлите и тавите. Кога главниот готвач влезе внатре, сите застанаа каде се најдоа и се слушаше само огинот. Што побара господарот за поедок? Праша шефот на кујната, еден стар готвач, прв приготвувач на поедоците за војводата. Тој повела данска чорба и црвени хамбуршки јувки. Ете, рече главниот готвач, тоа господарот сака да јаде. Се осмелуваш ли да ги сготвиш тие тешки јадења? Јувките не ќе можеш да ги направиш бидејќи тоа е тајна. Ништо нема полесно од тоа, одговори ѓуѓето на општо изненадување. Тој како верверичка ги правил тие јувки. Сосема лесно. Дајте за торбата тревки, мирудии, масто, дива свиња, корени и јајца. За јувките ќе ми се потребни, рече ѓуѓето тивко, за да не го слушнат сите, разновидно месо, малку вино, масто чатка и една тревка што ја викаат блажи дроб. О, жими господа, каде ли имаш учено? Кој волшебник те научил? Викна првиот готвач ненадино. Тој рече се, а за тревката блажи дроб ние не знаеме. Јувките од неа ќе бидат повкусни, ти си навистина чудо од готвач. Види, кој би верувал во тоа, помисли главниот готвач. Туку да ги направи јадењата, дајте му се што бараше па да видиме. Готвачите ја извршија наредбата, но видоа дека ѓуѓето со мака досегнува до огништото. Поставија неколку стола и на нив ставија мермерна плоча и малото ѓуѓе можеше да се зафати со работа. Во круг околу него стоеа готвачите, готвачките, помошниците и слугите. Се чудеа како се брзо му оди од рака, како чисто и брзо работи. Штом ги направи јадењата, рече да ги стават на огин, се додека тој нема да рече дека е доволно. Почна да брои и кога стаса до 500 и викна: готово. Донесоа садови и ѓуѓето побара главниот готвач да го проба јадењето. Пробачот на јадењата за војводата му нареди на еден слуга да му донесе златна лажица, ја стави во рибникот и му ја даде на главниот. Овој достоинствено дојде до јадењата, зеде малку, сркна, ги затвори очите, задоволно шлапна со јазикот, рече: одлично, жими, животот на војводата прекрасно. Нема ли и вие да пробате? Му се обрна на управителот на дворецот. Управителот се приближи, ја зеде лажицата и од задоволство не беше на себе. Секоја чест за вештината, драги прв готвачу на јадењата за војводата. Вие сте искусен готвач, но ваква прекрасна чорба и хамбуршки јувки не сте успеале да сготвите. Кога и овој готвач ги проба јадењата, му приде на малиот, му ја зеде раката и рече: ти си голем мајстор, јадењата се воредни и имаат специјален вкус. Во тој момент дојде соборот на војводката и рече дека господарот бара да јаде. Тогаш ги ставија јадењата на сребрени чинии и ги испратија. Шефот на кујната го поведе ѓуѓето кај себе за да разговараат. Но помалку дојде гласник од војводата и го повика шефот на кујната да оди кај господарот. Овој брзо ја облече свечената облека и појде по гласникот. Војводата беше многу расположен. Се што беше во чиниите го изеде и токму привршуваше кога влезе главниот готвач. Слушај ме, готвачу, рече, со твоето готвење сум задоволен, но кој денес го сготви мојот појадок? Толку вкусен никогаш не бил. Кажи ми го името на готвачот за да му дадам неколку дукати.
Господару, тоа е чудна приказна, му одговори главниот и му раскажа како му довеле едно џуџе кое по секоја цена сакало да биде готвач и му кажа се како што беше. Војводата се зачуди, нареди да го доведат џуџето и го испита од каде доаѓа и кој. Кутриот Вил меѓутоа не сакаше да каже од тие Магепсон и дека бил верверичка, но сепак ја кажа вистината и дека сега е без родители. Речи дека виштината ја има научена од една стара жена. Војводата не прашуваше веќе зашто беше задоволен од чудната појава на својот нов готвач. Остани кај мене, му рече, ќе ти давам по 50 дукати на годината, свечена облека и 2 рала палтаолни. Затоа секој ден ќе ми го подготвуваш појадокот, ќе надгледуваш како се готви ручекот и ќе се грижиш за мојата гујна. Со оглед на тоа што секој кај мене има специјално име, ќе те викаме Носко и ќе бидеш помошник на гладниот готвач. Џуџето Носко се наведна до подот премокниот војвода и вети дека верно ќе му служи. Џуџето сега беше обезбедено во почетокот и важност му придаваше на своето звание. Војводата пак стана сосем друг човек откако џуџето Носка дојде во неговиот дом. Војводата често порано се лутеше и починиите со глава ги тепаше готвачите. Еднаш го удри и главниот готвач по глава затоа што месото не било меко, па од печената телешка коска мораше сиромашниот 3 дена да лежи в постела. Војводата се обидуваше по неколку грста златници да го поправи она што налутина го прави, но сепак ниеден готвач пред него не се појавуваше без страф. Но со доаѓањето на џуџето тој како со некаква магија се преобрази. Тој, за да се насладува повеќе, не јадеше само 3 пати дневно, туку 5 пати и никогаш веќе не беше намуртен. Се му стана пријатно и убаво. Разговараше со луѓето и се повеќе снага фрлаше на себе. Се случуваше често среда јадење да ги повикува главниот готвач и Носко, а тие ќе седнуваа од обете страни и господарот со својата рака во устата ќе им ставаше по некоја залче. Тој гест овие знаеа добро да го ценат. Џуџето стана чудо на градот. Некои луѓе молеа да им се дозволи да гледаат како готви џуџето, а некои видни луѓе добија дозвола од самиот војвода нивните готвичи да ги подучува џуџето. Убави приходи од тоа имаше Носко, бидејќи сите плаќаа по половина дукат. Но Носко тие пари им ги оставаше на другите готвачи за овие да бидат добри кон него. Навидум задоволен и почестен живее се Носко речиси 2 години кај војводата, но штом ќе помислеше на своите родители, жал го обземаше. Живееше така се додека не се случи настанот од далекосежни последици. Џуџето Носко беше вечно и срекно при купувањето. Затоа, кога ќе имаше време, само одеше на пазар да купува. Едно утро отиде да купи тешки и мрсни гуски, какви што господарот многу ги сакаше. Неговата појава овде не предизвикуваше смеа и подвив, туку влеваше почит, зашто сите знаеот и тој е готвач на војводата и сите продавачки срекни беа кога кон нив ќе го свртеше носот. На крајот од пазарот виде една жена која продаваше гуски, но за разлика од другите не ја фалеше својата стока и не ги викаше муштериете. Тој дојде до неа и ги разгледа гуските. Му се допадна и купи 3 заедно со кафезите, ги натовари на грбот и тргна. Тогаш му дојде чудно што само 2 од гуските гагаат, како што гагаат сите гуски, додека третата лежеше мирно и воздивнуваше како човек. Оваа, како да премира, си промрмори, па морам да побрзам да ја заколам и да сготвам. Но гуската му одговори јасно и гласно: "Тот, тешки солзи ке лееш." Изуплашено, џуџето Носко го спушти кафесот, а гуската го погледна со убавите очи и воздивна. "По ги волите," викна Носко, "вие знаете да зборувате, мамо Гуско. Кој би помислил? Не се плашете, на една толку ретка птица нема ништо да и се случи, но сигурен сум дека секогаш не сте биле со пердови. Јас и самиот сум бил верверичка." "Во право си кога велиш," одговори гуската, "дека не сум родена со срамниве пердови. Никој не ми прескажа дека Мими, ќерката на великиот временик, ќе биде заклана во војводовата кујна."
Бидете спокојна, драга моја Мими, ја тешеше џуџето. Се колнам во мојата чест и со званието помошник на главниот готвач на неговото величество, дека никој рака нема да крене на вас. Со своите собствени соби ќе ви дадам место, храна и слободното време вам ќе ви го подарам. На другите готвачи ќе им кажам дека хранам гуска со специјални тревки за војводата, но штом ќе најдам прилика ќе ве пуштам на слобода. Гуската му се заблагодари со солзи, а џуџето стори како што и вети. Ги закла другите две гуски, а за Мими направи убава собичка, велејќи дека ја подготвува за војводата. Ја хранеше со печиво и колачи. Во слободно време одеше кај неа и ја забавуваше. Меѓусебно си ги раскажуваа своите судбини. Така, Носко дозна дека гуската била една од ќерките на волшебникот Временик, кој живее на островот Божевина. Тој се скарал со една стара самовила, која со итрост и измами го победила, а за одмазда ќерка му во густа ја претворила и далеко ја одвела. Откако џуџето Носко и го раскажа својот живот, таа рече: Имам доста искуство со тоа. Татко ми на мене и сестра ми ни даде некои упатства. Се разбира само она што смееше да каже. Приказната за караницата кај кошницата со зелки, ненадејното претварање кога си ја помирисал тревката, а изборовите на бабата што ми ги кажа ми докажуваат дека си магепсан со тревка. Па затоа, доколку ја најдеш тревката што таа ја има замислено, можеш да се спасиш. За џуџето тоа беше слаба утеха. Како да ја најде тревката кога и не ја знае, сепак тој се заблагодари, но и надеж се роди во него. На гости кај војводата во тоа време дојде еден соседен кнез, пријател на војводата. Војводата го викна џуџето Носко и му рече: Дојде време да докажеш дали верно ми служиш и дали си мајстор. Кнезот, кој ми е на гости, јаде се најубаво на светот покрај мене. Тој е одличен познавач на добрата кујна. Погрижи се трапезата да биде таква, кнезот постојано да се воодушевува. Но при тоа внимавај, ниеднаш два пати исто јадене да не добиеме додека тоа е тука. Од управителот ќе добиваш се што ти треба. Дури и злато и диаманти ако сакаш да готвиш, земај. Повеќе би сакал да осиромашам, отколку да црвенеам пред него. Војводата заповеда, џуџето се наведна. Ке биде така, господару. Се надевам дека кнезот мераклија за јадење ќе биде задоволен. Малиот готвач се погреши за тоа со сите своји знаења. Не штедеше ништо, а најмалку себе си. Без прекин работеше и гласот му се слушаше низ кујната. На другите готвачи постојано им издаваше наредби. Кнезот веќе 14 дена беше на гости и живееше задоволно. Дневно јадеа 5 пати и војводата беше задоволен од вештината на своето џуџе, бидејќи гледаше задоволство на лицето на својот гостин. 15-тиот ден војводата го викна џуџето и му го представи на својот гостин, прашувајќи го дали е задоволен. Ти си вонреден готвач, рече кнезот, а знаеш што е тоа што убаво се јаде. За сето ова време ти не повтори ни едно јадење, а сите беа прекрасно подготвени. Ама кажи ми, зошто никого не го сготви јадењето паштета владетелка крал на сите јадења? Џуџето се уплаши зашто за тоа јадење немаше чуено. Се прибра и одговори: О, господару, се надевам дека вашето лице уште долго ќе светка во дворецот, па затоа чекав, зашто кралот на јадењата е за денот на разделбата, нели? Добро, рече војводата смеејќи се. Значи за мене ја чекаш мојата смрт, па со таа паштета да се простиш. Измисли си друг поздрав за разделба, а за утре сготви ни ја паштетата. Така ќе биде, господар, рече Носко и замине. Беше натажен, му се чинеше дека дошол денот на несреќата. Не знаеше како ќе ја направи паштетата. Отиде во својата соба и заплака. Тогаш му пристапи гуската Мими, која слободно се движеше низ собата и го запраша зошто е несреќен. Доста солзи, одговори таа кога слушна за паштетата владетелка. Тоа јадење често беше на трапезата кај татко ми. Јас горе-долу знам што е потребно. Ке земеш од тоа и тоа, толку и толку, па и да не е така како што треба, господарот нема така префинет вкус за да забележи. Мими зборуваше и џуџето скокна од радост. Го благослови денот кога ја купи гуската и почна да го приготвува јадењето.
Направи мал обид и беше вонредно вкусно, па и главниот готвач беше воодушевен. Утре дента направи цело јадење паштета и право од оѓен го испати на маса, украсувајќи ја претходно со цветни венчиња. Ја облече потоа свечената облека и сам отиде во трапезаријата. Влезе во моментот кога прислужниците сечеа од паштетата. Војводата касна едно парче и рече: "Ах, со право ја наречуваат крал на јадењата, но и моето џуџе е крал на сите готвачи, зарем не, пријателу?" Гостинот касна помали залчиња, шлапна со јазикот, се насмеа и подбивно рече: "Ова навистина е добро направено, но тоа се уште не е вистинска паштета, владетелка. Тоа веднаш го знаев." Челото на војводата се збрчка и тој се всцрви. "Куче ниедно," викна тој, "како си се осмилил нешто вакво да ми приготвиш? Зарем сакаш да ти ја скинам таа тврда глава поради лошо готвење?" "Господару, ви се молам, јас по правилата го подготвив јадењето и ништо не би смело да недостасува," се правдаше џуџето треперејќи. "Тоа е лага," викна војводата и со нога го турна џуџето од себе. "Мојот госпин немаше да каже дека нешто недостасува. За ова ќе те исечам и ќе направам паштета од тебе." "Смилувајте се," рече џуџето и падна на колема пред гостинот. "Кажете што недостасува во јадењето, не дозволувајте за рака брашно да загинам." "Не ти помага тоа, Носко. Уште вчера знаев дека не ќе умееш да го сготвиш јадењето, зашто недостига една тревка што ја знае само мојот готвач. Без тревката сладкокивавец, паштетата останува без мирудија и твојот господар нема никогаш да ја јаде како јас." Тогаш се развика војводата: "Сепак ќе ја јадам. Се колнам во мојата војводска чест, дека утре ќе имаме паштета каква што барате или главата на овој неранимајко ќе ја закачам на портата од дворецот. Сега оди, имаш уште 24 часа за тоа." Креваше врева војводата, а џуџето си замина пак плачејќи и се пожали на гуската. "Ако е само тоа, јас ќе ти помогнам. Татко ми ме учеше во распознавањето на тревките. Да беше друго време, главата ќе ти легнеше, но токму сега цути оваа тревка. Има ли до дворецот стари костени?" "Има," одговори Носко со надеж. "Кај езерото на 200 чекори од куќите се наоѓа мала шума. Што има врска со тоа?" "Во подножието на стари костени расте тревката. Да не губиме време, ќе појдеме заедно. Земи ме до излезот, па пушти ме, јас ќе ја најдам тревката." Џуџето стори како што му рече Мими и тргна по неа. Но враторот со пушката го запре. "Носко, добив наредба надвор да не те пуштам." "Но можам да отидам во градината," одговори Носко. "Испрати човекот од управителот за дозвола, треба да барам тревки." Вратарот послуша, зашто околу градината беа зидишта, и кога излезе надвор, Носко ја пушти Мими и таа се упати кон езерото. Тој одеше по неа, зашто тоа беше последната надеж. Реши, ако не ја најде тревката, да се фрли во езерото, зашто главата ќе му ја сечеа. Гуската бараше околу костените. Со клунот ги вртеше тревките. И почна да плаче, зашто веќе се стемнуваше, па тревките не се распознаваа. Џуџето ненадено погледна преку езерото и извика: "Гледај, преку езерото има старо дрво, дојдеме да побараме, може би таму е среќата." Гуската летна натаму, а тој трчаше по неа. Костенот беше голем, а од сенката се беше темно. Не се гледаше. Но гуската тогаш запра, размавта со крилата и радосно со клунот искина една тревка и веднаш му ја даде на Носко. "Тоа е тревката, ја има многу, па нема да ти недостига." Носко замислено ја загледуваше тревката, почувствува чудна миреста која го потсети на претворувањето. Дури и така изгледаше, сино-зелена со јасно црвен свет и жолт трап. "Имало спас," викна Носко. "Чудо, тоа е истата тревка што ме претвори вака од верверичка. Дали да се обидам?" "Чекај," рече гуската. "Земи грст од тревката, ќе одиме во собота, ќе ги собереме парите и се што имаш, па ќе ја пробаме тревката." Така сторија и се вратија во собота. Срцето на џуџето силно тупкаше. Откако ги зеде дукатите што ги беше заштедил, а лиштата и чевлите, рече: "Ако имам среќа, ќе се спасам."
Тогаш го турна носот во тревките и длабоко вдахна. Одеднаш сите негови делови на телото почнаа да се тегнат и да се движат. Почувствува како главата му се извлекува од рамињата. Носот го погледна од страна и тој се смалуваше повеќе и повеќе. Грбот и градите се израмнуваа, а нозете му растеа. Колку си голем и убав, викна гуската, веќе не личиш на она што беше. Вилм се израдува, но не заборави во големата радост колку е должен на гуската Мими. Срцето го влечеше кај родителите, но и се обрна на Мими. Кому освен тебе да ти се заблагодарам што се спасив? Без тебе немаше да ја најдам тревката и секогаш ќе останев онаков или ќе умрев од секирата на джелотот. Ќе ти се одолжам, ќе те однесам кај татко ти, а тој бидејќи е волшебник ќе те ослободи од магијата. Гуската со солзи радосници го прими предлогот. Вилм незабележително излезе со куската од дворецот и се упати кон морскиот брег, каде што беше татковината на гуската Мими. Еве што се случи понатаму. Среќно стигнале таму, временик ја ослободил ќерка си од магијата и богато го наградил Вилм. Момчето се вратило во својот град и родителите во убавото момче го познале својот исчезнат син. Со подароците од временик си купил дуќан и живеел среќно. Да ви го кажам уште ова. По исчезнувањето на Носко во дворецот на војводата настанал голем метеж. Утредента, кога војводата сакал да исполни својата наредба, да го погуби џуџето, него не можеле да го најдат. Кнезот, меѓутоа тврдел дека војводата, не секајќи да го загуби својот најдобар готвач, му доцелил тајно да избега. Го обвинил војводата за кривогледство. Затоа избувна голема војна, позната како Мирудиска војна. По многу битки склучија мир и го нарекоа Паштетски мир, зашто за мирната вечера кнезот нареди да се сготви паштетата владетелка, што војводата многу ја засака. Ете, и најмалите работи доведуваат до големи нешта.